ние се осеќаме, се наоѓаме во еден многу исклучително осетлив момент. Граѓаните се вознемирени, граѓаните се плашат за својата иднина, зборам на источна и југоисточна Македонија, со еден процес на лудничав за претварање на половина Македонија во рударска земја. Македонија во овој момент, вика, веќе има исклучително сериозни прашања, кои што директно го загрозуваат здравието на луѓето. Пробиштип со 15.000 хектари, најконтаминирана почва во Европа со гаранција. 15.000 хектари. Скопје со 12.000 тона линдан закопан во сред Скопје. Канцероген воздух, еве ние сега седиме овде и го дишиме. Велес, на секоја прашинка, на секој покрив, историски отпад од јаловиштето што не може никој да го тргне од таму. Битола, радиоактивни отпади, не. Па луѓе, знаете, веројатно концентрационите логори на Хитлер делувале посимпатично од овој амбиент. И сега на се ова што треба се решава, некој одлучил да ни донесе уште 20, 30, 50 рудници на смртта. Нашава влада, ние како граѓани, не сакаме да бидеме вознемирени. Ние како граѓани не сакаме да живееме уплашени. Ние како граѓани сакаме да се разбудуваме спокојни и мирни, да развиваме земјоделие, туризам, лесна индустрија, тоа што Господ ни го дал. Денеска, сите заедно, ќе пратиме ова порака до нашиот премиер. Нашиот премиер е од родно место му е Струмица, над неговата глава треба се гради рудникот Иловица, треба се гради рудникот Боровдол, над браната Мантово, мислам, тоа е луѓе неверојатно. 40 милиона кубика некој ја направил да се снабдува со тоа подрачи со вода земјоделие, од сега некој рачуна таму рудник да отвори. Тоа е местото на премиерот. Тука се неговите роднини, неговите другари, комшии. Во Валандово, родното место на нашиот председател, Ѓорги Иванов, го отвараме Квазандол, пред нашите очи се гради хидрометалуршки процес на рударство со сулфурна киселина, третман на 1500 хектари. Само да ви кажам, 1500 хектари се 3000 фудбалски игралишта. Само да имате представа за што збориме. Тие што не играат фудбал, да ви кажам дека тоа се 5 површини на Скопје. Ние си играме со такви работи, или некој сака да си игра со такви работи. Граѓаните тоа не го сакаат. Затоа, ова наша порака и до премиерот, и до председателот е, ако не си водите сметка за своите родни места, па како ќе ни кажете дека водите сметка за ова наша прекрасна држава? Но, ние сме оптимисти, морам да ви кажам, и ние сме сигурни и знаеме дека сите одговорни луѓе во оваа држава, што се им дале ние легитимитет да ја водат, дека ќе го слушнат ова и една за секојаш ќе опрекинеме ова злосторство врз сопствениот народ. Рудникот Казандол е на само 2 километра од Валандово. Иначе не е тој единствен што ќе биде во Валандово. До Валандово има уште 2 рудника. Тоа е над самиот град Плавуш. Плавуш беше? Плавуш и уште еден Башибос, кај што се снабдува со вода за пиење Валандово, Дојранско езеро и така натаму. Морам да ви кажам само еден податок, и тоа е веројатно најзагрижувачкиот податок, да го оставиме се тоа што тие ќе ни донесат. Верували или не, 22 концесии за детални геолошки истражувања за овие металични, минерални суровини, како што ги викаат, тоа се бакар, злато, во принцип сребро, се издадени во Република Македонија, од кои 4 се веќе со концесија за експлоатација. И да знаете дека без исклучок, македонската јавност мора да знае, без исклучок, сите се врз главните извори на вода за пиење и вода за снабдување на земјоделието, се издадени концесии врз тоа наше природно богатство, основниот извор вода. Сега да не ги наредам сите, да ги редам од кавадарци по понатаму. Во постапката, трагедијата да биде уште поголема, во постапката за издавање на овие концесии, ние за период од 2 до 3 дена до јавното обвинителство на Република Македонија покренуваме кривична постапка, значи имаме основа на сомневање за сторени кривични дела и тоа во НИС. На огромен број државни функционери од претходната власт, на огромен број службеници, порачатели и изготвители на студии. Драматично е што дури не се ни потрудиле да тие податоци на некој начин ги средат малку од малку.
Еве ќе ви кажем еден банален податок. Отворете на веб страната на Министерството за животна средина, побарете ја стратешката оценка за влијание на проектот Казандол врз човековата околина, ќе видите дека е аплициран фалсификуван документ. Вика, документот е изработен во постапка тргнат во 2015, подпишен од управителката во 2014. Мислам, нонсенс, официјален државен документ на официјална веб страна на Министерството. Ова е само еден пример, ви кажувам. Значи, покренуваме таква постапка и затоа сме убедени и знаеме дека ова зло ќе престане, ќе застане и затоа ние бараме времена мерка веднаш да престанат овие активности. Исто се однесува и за Иловица и за сите други концесии и да знаете дека никој не е поштеден, почнувајќи од Старо Нагоричане, Крио Паланка, Пробиштип, Пехчево, Делчево, Берово, Штип, Радовиш, Струмица, Босилево, Ново село, Гевгелиева, Ландово, Дојран, Кавадарци, Росуман. Па што да кажам? Седо Мариовско. Каде што Алшар треба да се отвара. И Алшар треба да се отвара. Значи, работата е драматична, но работата од друга страна е едноставна. Просторниот план на Република Македонија, само и овој податок, мислам дека треба јавноста да го знае, Просторниот план на Република Македонија е највисокиот акт на државата кој што го утврдува просторното и урбанистичкото планирање, односно нејзиниот економски развој. Тој документ го носи парламентот на Република Македонија. Тој документ се носи на секој 15 години. Сега во сила е просторниот план 2004-2020 година. И во него, верували или не, ве молам, отворете го, прочитајте, мислам, обемен документ е, али тоа е основата на целокупниот наш развој, планирање и урбанизам. Во него, на јасен и недвосмислен начин, и тоа е закон, тоа е устав за градење и планирање. Региониве, користење на земјиште, мапава, региониве, кај што сега овие издаваат, односно оние претходно издале 80 и кусур концесии, се региони детерминирани за развој на земјоделието, за развој на туризмот и за развој на лесната индустрија. Тоа е закон. Некој се осудил да го крши овој парламентарен народен документ. Значи, во старт целокупните постапки се спротивни на законот, спротивни на просторниот план на Република Македонија. И уште еден податок, кој што најверојатно е многу важен, донесен е закон за минерални суровини по кој што му ги издаваат овие концесии. Дали ви се верува дека за да ја прекопате држава, да го вадите тоа општо добро, наше национално богатство во форма на бакар, злато, дека нема ни тендер, дека нема јавен тендер и оглас, него се дава на основа на барање. Па луѓе, дојдете да земете пасиште, да земете концесија, е со јавни тендери. Земјоделско земјиште да сакате да садите пченица, па се јавни тендери. Вода да земете да произведувате, не знам, електрична енергија, проточно, што ништо не трошите, ви требаат јавни тендери. Да ја деградирате половина Македонија, ви треба барање. Против уставен закон пар екселанс. И мора да падне. Класичен екогеноцид. Така да, тоа е мојот одговор, се водат постапки, ќе се водат постапки, ќе одговараат сите овие што го направиле, а треба да одговарат и за сите овие спомнати прашања, Пробиштип, Скопје и така натаму Битола. И најважно е, ако ова не се спречи, тие што не го спречаваат ќе станат соучесници.